Добро вечер на сите по преубавиот ден кој најрадосен во годината, а денеска го прославија сите православни христијани. Епа, нека ни е среќен Великден, а ние во склад со празникот, кој како што реков ни го носи и веројатно најрадосниот ден во годината, ќе се обидеме да ве задржиме ведри, среќни и насмејани со нашите анегдоти кои овој пат ќе бидат така нешто поумерени. Какви што си нашите пријатели и спонзори, умерени, ама секогаш подготвени. Генерален спонзор е Визијана, природна минерална вода која е богата со магнезиум, кој пак помага за добра кондиција на вашите моторички способности и умствени екзибиции. Алфи Техноцентар, каде можете да најдете се што ви треба за вашиот дом, градина или работно место во своите два продажни салони во Скопје и Куманово. Сокови Кватро и Сано за потполно освежување и кои ќе бидат добредојдени во жешките денови кои се пред нас. Млечните производи на бучен козјак, кои ги има во најразлични видови и вкусови, а се освежителни и здрави, поради што и се препорачливи за сите генерации. Детергентите од Арис, за кои нашите гости кои ги добиваат на подарок, велат дека се навистина ефикасни, а тоа можам да ви го потврдам и јас, и гарнитурите на Тетра Мебел, во кои можете вистински да уживате штом ќе седнете или пак, дај Боже, да легнете. Нешто што исто така можам со гаранција да ви го потврдам и јас. Споменав легнување, па да подсетам дека нема уште многу време до крајот на денот, па затоа препорачувам. Кој се уште денес не ги чукнал јајцата со својата поубава половина, да го стори тоа веднаш по емисијата, а пред да си легнат. Така е обичајот, нели? Арно, ама има жени кои на овој мој предлог знам дека би кажале оти просечен македонец не го бива и не е корисен за ништо, па не може да биде ни донор, а не пак нешто друго. Оти велат жените на македонецот, джигерот му е изеден од децата, бубрезите му се отпаднати од работа кај газдата, слезенката му е нагризана од ракија, срцето му е украдено од бившата, мозокот му е испран од политичари, а јајца као никогаш и немал. Ама јас велам не е точно. Не е точно, демантирам и протестирам. Ние, мажите, уште еднаш докажавме дека ако жените се поубавата половина, ние сепак сме понежната, бидејќи цел живот носиме јајца и не ги кршиме. Цела среќа, само што старата изрека вели дека секој ден не е Великден, инаку ќе има кршење. Не ги кршиме бе, ете не ги кршиме. Дали зашто сме нежни или сме стиснати не е важно. Важно, не ги кршиме. Само дедо дава на баба да ги крши, ама оревите, но откако претходно ќе ја земе билицата да не јаде оти му се за продавање. Ова нашава вечерва е за гледање, ама се надевам и за уживање. Останете така и видете што има вечерва во Нема љутиш. Куде, Злато, ке ме водиш за Великден? Па, куде мајко ти? И ме праша колку милиони е вашата земја. Како да му кажам ја кој градов кај што сме ние 8 милиона е градот само. Како да му речем ме фати срам. Овој кам околу 4-5 милиона. Знам дека некој ке ми најдев ману и ке кажев дека со јајца за Великден се чукамо, што не е тачно. Чука се утупан. Јајца се клјуцав. И добро, што работиш тако е нервозен дома? Дома ништо. Отидоку до овце, бре. Што да правам? Оно, не дека не, и они ме нервирав, ама од ним бар имам паре, мора да ги изтрп. А и двојцата, бре, мајко му, не разбрасмо како се пишуеше правилно. Ирак или Иран? Никако. Двајца пијаници се сретнале и едниот му ика на другиот: абе добро, имаш ли пиено некаде живот од лоша ракија? Имам. И каква беше? Ајде, што си толку скиснаја? Што те мучи се? Кој? Нешто. Добро да кој? Зет? Кој? Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор Минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, Сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен козјак. Помагатели Детергенти Арис, Тетра Мебел. Мат. На здравје.
И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови и актуелни корисници кои ќе го обнова договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED TV на рати, а без камати со Мултимедијанет. Во животот промени многу работи. Ги менував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Куде, Злато, ке ме водиш за Великден? Па, куде мајко ти? Како и увек. А за 1 мај? Та ќе те земам. Од куде ке ме земеш? Како, од куде? Па од куде мајко ти? Јас забележав дека многу пејачи сме имале во нашата држава. Тоа по бројот на гостите кои беа во изминатите изданија на оваа емисија, па затоа во спортски жаргон се решив да направам мала промена или измена и да донесам спортист како наш гостин. И тоа не било каков спортист, туку доктор по фудбал, што би се рекло на кумановски тата-мата за фудбал. Жикица Тасевски, добро вечер и добро дојде, Жикица. Добро вечер, ви благодарам за поканата и чест и задоволство ќе ми биде да се дружиме денеска заедно. Доктор по фудбал, значи ни Панчев, ни Најдовски, ни Пандев, ни било кој друг од Македонија, туку Жикица. Што значи тоа доктор по фудбал? Се знаеш за фудбал? Па добро, сега да в буквална смисла не значи дека све знам, меѓутоа имам магистрирано и имам докторирано на катедрата по фудбал на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, каде што работам како професор. Значи тоа се случи све спонтано. Во текот на мојата тренерска кариера јас стално сакав да се едуцирам. Имам завршено факултет за физичко образование, се запишав на постдипломски студии и кога се вратив од Кина како тренер, професорот Небојша Марковски, кој што е професор на нашата катедра и мене ми е ментор, он во тој момент, додека студирав, ми рече дека би сакал да има калибар на асистент во тоа време соработник, кој што има познавање и од теорија и од пракса на фудбалот, и тогаш ми понуди, фактички ме повика да бидам на факултетот, да се запишам на докторски студии, и така почна нашата соработка и еве ја више, мислам дека 7-8 години више сум доцент, професор на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Има ли друг доктор во Македонија по фудбал или не? Само ти си? Не, има, ви реков, професорот кој што беше мој ментор, професорот доктор Небојша Марковски. Он има докторирано фудбал. Има фудбал докторирано, мислам дека и градоначалникот на општина Чаир Висар Ганију. Сега може да има уште неколку, меѓутоа вака сега на прва што ми Аха, значи добро, има, важно. Не податок кој не ми е многу познат, а верувам на многумина во Македонија дека има доктори по фудбал. Овие се неколку што ви ги набројав јас, може да има уште некој, меѓутоа
Ние двајца сме со професорот на катедра по спортски игри, баш фудбал предаваме на нашиот факултет. Значи тамо има теорија на фудбал, техника, тактика, методика, физичка подготовка во фудбалот и така натаму. На студентите кои што учат на нашиот факултет има две насоки. Едната е физичко и здравствено образование, овие кои што учат за професори да станат, а другата е насока во насока, тоа е за спортски тренери. Имаш докторску дисертацiju на тему, Докторску имаш докторску дисертацiju на тему, коju ja ne možda da го прочитаме, ќе му дам на Драгана да го прочита. Ја може на Ама на прво да го прочиташ. Комплицирано е. Чекај, Земи на. може ништо, чекај. Ама на прво, да видим. На прво, одма. Чекај, мали со букве. Трансформационо морфофункционални и моторички ефекти од специјално програмиран функционален тренинг кај фудбалери кои играат во различни позиции. На различни позиции. на различни Не, он затоа викав дека си еден од најбољи водители, ама не си најбољи. Па малце погрешиве, добро. Добро, дугачак наслов. Што му дојде овој дека играв на различни позиции. Тој разбра од све овој. Добро. Доктор, интересантно кажа дека и политичари има градоначалник и он е доктор по фудбал. Висар Добро. Ганиву, да. О, политичари су обично добри дриблери, дриблав га народ. Не, добро, Висар е наш колега кој што доаѓа исто од спортската фела, он и бивши играч беше и као тренер работеше и после заплива после некој време во политички води и стана градоначалник на општина Чаир, иначе он е професор на Државниот универзитет во Тетово. Добро, без разлика на тоа, верувам дека и меѓу политичарите има онака луѓе кои се стручни. Не велам дека сите се онака за критика, ама добро, подложни се за мајтап, нели, бидејќи се на удар на граѓаните и сакаат граѓаните често да си играат мајтап со нив. Има еден интересен вид за политичарите кога сакал некој бизнисмен да му подари автомобил. Вика да ти подарам автомобил на политичар некој јак бил. И вика, не бе, кај смеам ја тоа да пријам, тоа мито може да се заведе. Добро бе, ако не сакаш како подарок, еве, ај ќе ти го продадам, например, символично онака нешто, еве, ќе даеш 5 евра. А па ако е 5 евра, тогаш дај ми 2. Ќе земам 2. 3. 3 може. Да, ти си за политичара. Може би не си многу познат, да кажам, во јавноста, не се експонираш многу по медиуми, меѓутоа оние што се вистински влюбеници во фудбалот многу добро те знаат. Малку за оние што него следат спортот онака во детали. Каде почна да играш фудбал? Па ја почна во пионерско-младинската школа во Вардар на времето, кај покојниот Петар Шулинчевски. После тоа премина во фудбалскиот клуб Работнички, кај што останав поголем дел и од пионерско-младинската школа и во првата екипа играв таму. Вардар, обично сите желба име во Вардар да играат. Не се проба таму? Па во тој период, јас која расте во тие години, негде околу 87-8 година, сите кои што живееме во Скопје, почнуваме тренираме во Вардар, па после тоа кој кај ќе си ја продолжи својата кариера, меѓутоа јас почнав за краток период се префрли во Работнички, поголемиот дел од мојата кариера таму после ја продолжив. Добро, во странство играше нешто, млад се посвети на тренерската кариера, затоа не успеа... Да, па не, на десното колено имав операција на лигаментите, после почна често пати при тренинзи да ми отекува коленото. Во тој период немаше како сега што има артроскопски операции и така натаму. Мојата операција со 18 сантима рез и рехабилитација имаше како што треба. Се обидов скоро година и пол, две се мачев, меѓутоа често пати ми отекуваше, беше оштетена и раскавицата и после тоа големата љубов која што имав кон фудбалот ја пренесов, завршив виша тренерска школа тогаш на времето во Белград имаше, таму завршив и почнав како млад асистент, почнав во фудбалскиот клуб Маđari, почнав со Томе Андоновски, па Ванчо Балевски, па после тоа со Ѓоре Јовановски, работев со Драголјубе Квалац, со Достанич Радко, сега да не ми извита, можда и некој сум пропуштил, така да имав прилика да работам како асистент со доста познати тренерски имиња
и пропратно со тоа и да се едуцирам, така да од некои од тренерите нели купив што е добро, од некои Што е лошо? Што е И лошо, тоа е. да. Па не, најубаво кога си асистент и кога учиш на туѓите грешки, после тоа више кога почнав јас самостојна кариера си работев сам во, ајде да не кажам, во сите најголеми, најдобри тимови во Македонија, почнувајќи од Работнички, Вардар, Металург, Силекс, Македонија, Ѓорче Петров и меѓународна кариера имам во 3 држави. Во Бугарија имам работено во Локомотив Пловдив и во Черно море Варна. Во Кина работев 2,5 години во Хунан Билоус се викаше клубот. Тоа е од Џангша градот, можда вие не сте ни слушнали за него, 8 милионски Колку пут град. сам бие ја тој Џангша. Ми знаемо само за Вухан. Вие знаете за Вухан, обишто Шангај и Пекинг знаат Да, за па Кина. само тие три. Можда и некој Гуанџоу ако слушнал, меѓутоа за останативи градови, а па ќе ви кажам 8 милионски град беше. Добро, таму тоа е ќе мало ви кажам градче. сега на една анегдота кога стигнав таму и имавме свечена вечера со градоначалникот на градот и ме праша, вика, знам, вика, дека доаѓаш од Македонија, кај е тоа? И му објасни, бивша Југословенска република, тогаш одма свати, иначе не знаеше ни кај се наоѓа Македонија, кога спомнав тоа, одма Тито го спомна и ме праша колку милиони е вашата земја. Како да му кажам ја, кој градов кај што сме ние 8 милиона е градот само. Како да му речем, ме фати срам. Он викам околу 4-5 милиона. 4-5 милиона ми кажа, главниот град па викам околу 2 милиона. И он се врти. И гледаш, вика, овие 2 згради, тука 2 милиона се. Немаат они представа за толку малце. Они живеат у мали станови. Не, он 3 пати ме прашуваше, сигурен си ли ка цела држава е 4-5 милиона? А да му кажав дека сме 2, Малку, али квалитетни сме. да. Джабе се жалевме од онаа бивша Југословенска република, очигледно тогаш многу повеќе не препознавале во странство. Видиш ти, затоа сакаш да бидеш асистент на водител, изгледа, учиш на мои грешки, а? Па учи, па нормално најубаво да се учи на туѓи грешки, не на собствени. Па што грешиш ти, бе? Кој бе греши? Кад сам па греши? Никад. Никад, мај никад. А видиш и доктор, што ти значи, како се изрази докторски израз за коленото, и како кажа апотрофија? А сега прават тие операции на колено, ги прават артроскопски, тие се со 2 мали дупчиња прават и не се прави голем рез, него се влагаат со инструменти и се прави преку камера целата таа операција и не се прави толкава траума на самото колено. Мислам, све е тоа многу пософистицирано отколку што беше пред 22-3 години. Ето виж, ја морам да си имам доктора пријателја, ако треба на преглед да иду у Скопје. Добро, ја да прашам, дали би могала да ми се направи тај таква операција артроскопска? На мене, пошто ја имам проблем, имам релативно криви ноги. Што бе релативно криви ноги, погледни му ги Нисам ноги. јасак. Ја ке замолам. Ама добро е што Ама за немам тоа две леви ноги. Доктор треба да викнете за тоа. Јас сум Значи, по фудбал доктор. дали би не сум- могало на мене таква не сум артроскопска да ми се направи операција и да ги изрегулирам тоа или нешто. Добро, чисто од контакти со доктори што имаш да му предложиш некоја терапија. Кажи му, Вежикица, колку ја разбирам од спорт. Ја и ти се запознавме во спортско радио, сега кога беше светското првенство, коментиравме еден фудбалски надпревар. Имам ли познавање нешто од фудбал, онака основно? Да, првин поздрав до пријателите наши до спортско радио. И од мене. И од мене. Да. Не, пороѓачко линiju сам. Убедливо најдобро спортско радио со најдобро реноме и долгогодишна традиција. Се запознавме точно тамо, коментиравме светско првенство, мислам дека Хрватска Белгија беше на преварот. Ја најавам за Хрватска. Не, најавам, мислев дека Хрватска, ти за Белгија беше? Да, Не, така. ти типуваш за Хрватска, ја типував за Белгија и да ти кажам искрено, јас тоа ще запознав, ама ме изненади дека имаш доста познавање од фудбал. Видиш, појма немаш од фудбал. Кој бе нема појма од Па ти прво криви ноги имаш, а добро, тоа е добар услов за фудбалера. Обично имам криви ноги фудбалери. Сите. Значи, добро е што немам две Сите? леви ноги. Имам криви ноги. Што е проблем?
Ама чекай, немаш познавање, не ги знаеш правила. Ево, например, знаеш ли зашто после утакмицу се менја дресови, а не гаќе? Зашто менја фудбалери? Па, не знам, зашто? Па затоа зашто и жена игра фудбал. Многу што ќе биде. Кој сега носи тие мајце, нели? Да, под мајце. Па е полако малце. А ти што мислиш, ја ништо не разбирам од фудбал? Ја мислам. Јас сам играе во фудбал, и то многу сам играе. Само не сум седеја на гол. Не си. Па не сам играе, сам лево крило, пошто сам левак. Левога бека сам играе, како? И неќу ни да седу на гол, ти сакаш? Не, никад не сам посакаја такво нешто. Так што? Обично сви како малецки, сви смо бегале да не седимо на гол. Сви сакамо у напад да играмо. Па добро сега, На знаеш која како- позиција играш? Ја играв на 2-3 позиции. Играв задни везни и играв лев бек. Добро, ајде за крај во овој блок малку да зачиниме со еден виц, може? Да знаат луѓето дека и спортистите можат да бидат духовити и да ги расположат, па потоа пак ќе се навратиме за твојата кариера. Може. Па вака, ајде да сега ми најавите дека треба да кажам некој виц. Најтешко е кога ќе каже некој, ај кажи виц, баш у такvu ситуацију те ставим. Значи, сега у последно време многу популарен е ловот и Мујо Хасо слушале вака низ град ловџи како зборат и ги фатило мераки они на лов да идат. Ама им кажал некој, не може да идете бе на лов ако немате пушки. Они купиле пушки све и тргнале, па некој ги стопирал, некој види, купивте пушки, ама на лов мора и куче да имате. И они купили куче, дале бајаги пари и отишле, ловеле ден, два, три и едно време му вика на Хасо, абе Хасо, абе ние ова кучево што купивме или не е птичар или ние слабо го фрламе у вис. Фала што не одмени. Ќе направиме мала пауза, па се враќаме со второто полувреме и нашиот гост Нижекица Тасевски. Клjuca. Наизбежно споро спуштање на главу напред и трзање назад би требало по дефиниција да е клjucање. Обично се дешава на особу која не види на очи што се спие, а случајно тај особа е на тастатура на компјутер и се понаша како пиле кад клjuca на памет и не види белу мачку црно орање за спање. Нормално. Мене поим клjuca ме асоцира на пиле кој пробуе да го исклjuca љус под јајце и сака да искочи у живот и да живи до кило и пол, евентуално. Дојде и Великден, ден кад се ми кумановци клjucamo с јајца. Знам дека некој ќе ми најде в ману и ќе кажев дека с јајца за Великден се чукамо, што не е тачно. Чука се у тупан, јајца се клjucав. Памту дека како малечак сам се клjucaја с деца на Великден на зимачку. Да. Чиво јајце е појако, у клjucање, тој е победник. И зима му га јајце на искљуцанога, одма га љупи и со све фарбу што ја останала на njega, клоп, цело јајце у зелјаник. Имаше и преваранти, клjucасва се с јајца од дукатке и од шатке. Замислите, имаше и с дрвени јајца што се клjucав. Нема венац. Има, баце Стојко, не се кирај. Венац јутре, на гробишта. Не се бре се кирај, баце Стојко, моје, ништо ти не е. Нели спиедно, испили го? Дај вам да ти сипу, ајде. Кукурекси, ништо ти не е. Твоја голема, полог, ја види колко собира. Доста е. Моја мала, баце Стојко, ја види. Мераклиска, изгледа. Пие ми се многу. Уха! А, гледам, Ставре, синочка, цел ноќ ти гори светло. Изгледа не можеш да спиеш. Ма јок, бре, баце Стојко, ја и пию и спию. Спию ти ја како заклан, тој жена не може да спие. Зашто не можеш да спи? Па како, зашто, бре, баце Стојко, нели непријател никад не спие. Зашто збориш тако, бе, Ставре? Па можда жена неќе да се успиеш.
А што бре ке се успил баце Стојко, имам ти ја аларм туја, у мозак. Мозак, свако сабајле ме буди, вика, стануј го ведо да поработиш, а тело вика не слушај будалу, него легај. И стану ја, што ќе право, стану нервозан, а онај мојата па бетер још повише ме нервира. И добро, што работиш тако е нервозан дома? Дома ништо. Отидох до овце, бре. Што да правам? Оно, не дека не, и они ме нервирав, ама од ним бар имам паре, мора да ги стрп. Добро, барем тебе ти иде. Иде ми иде, баце Стојко, много ми иде. У последње време мене само ми иде године и пиење, ја. Додуше, примети ја, како у последње време малко повише да го цуцаш, пиеш. Повише мало морген. Малко пию ја, баце Стојко, малко. Ако се земе у обзир какви роѓаци имам. О, и они ми се погодива исто како жена. Исто. Среće, pa ja ne sam ti rođak, ja sam ti komšija. Таман те спомну. И ти си ми се погодија. Нема грешка за сви паре. A kuснеш и од саба или нешто? Имаш ли апетит? Кад како? Некад имам апетит, некад немам. А кад немаш? Па кад се наједо, бре, кад немам. Ти. Видите ја и нервозан си малко. Нервоз. Dobro, do duše više ne smo ni mladi, ostare smo. Ама pa sak smo u najbavi godine. Ау, најбави године, демек што? Бре, баце Стојко, не е више у најубави године да си кад си млад, него туј да си добро, психички. Кад си млад и кад сакаш да водиш љубав, криеш се од родители, па после се ожениш, криеш се од деца, а сак у наши године па се криеш, ама од жен. Ништо, тој остаре смо. Ostarele smo. Ti znaš li, muškarac u 60 godine je kako Rockefeller. Ау, што демек богат много. Ne, rok mu istekio, Feller samo ostane. Бре, баце Стојко. A pušiš li? Не, бре, Јок. Остави пушење, остави цигаре, а планирам ти кажу право и пиење да га мало. Ќе остав. Само жену не оставljam. Не го оставljam њума никако. Па мора бре од нешто се умре, баце Стојко, што гледаш? Da. Него док не сам умре да иду, ја малце сакам у кадо да полегам, тако да се одморам, се опушту скрос однако сакам. Само забрави бре што се ставljаше тој за опуштање. Сакам, ете, такој све да забрав. Што да став? Da staviš fen i sve kad zabraviš. Фен. Баце Стојко, па ја толку будала не сам ако сам пијан. Ти бре, баце Стојко, сакаш струја да му утепа. Па ја ако хоќу тој струја да му утепа, ке зему и ке си прочитам белешку за струја. Баце Стојко, баце Стојко. Отиде ја у каду да полегам и ке се опушту за сракiju да ти кажу право. Ке се опушту у каду, а тие га се опуштиш у сандък. Па што се мрштиш, нели поред да иде? Кад е веќе такое. Не го чекаш едну. На мене, баце Стојко. Доста ти е ке те фати, па после ке те фати и слајка на врата. Ете, ја такој некад бре мајко му се збуну и ич не уму да се изразу. Не уму, не увек, ама нека. Запетлям такој език, како да се целивам и не можу збор да га згоду. Никако. Али ќути, добро е бар не дъткам како еднога мојга другара што ga имаше. Он па ќе се заплеткаше, туго ќе се заплеткаше у мојбет, Господ не може да га разбере. Прашага ете еден пут, ти увек ли дъткаш? Не, вика, не, само кад збору, тага. Ќути среќа, мислу си, замисли па увек да дътка. Кој па тага ќе га разбереш? А ова кој па, ете, такој некако напнеше се како кад ги прислушкуju маму и тату успално и некако успееше да разбера. А и двојцата, бре, мајко му не разбрасмо како се пишуеше правилно. Ирак или Иран? Никако.
И викам му на тога другара, ајбе да си ги прашаво татковци, они мора да знае. Не, вика, мене татко ми сък да се појави на врата, ја ќе умра од страх. Дебре, викам, токо ли е страшен твој татко? Не, вика, не е страшен, мртав е. Мртав? Па што? Па што тек нами? Мене више од мртви не ме страх. Па мртви више не се покажуев на духови. Не, покажуев се на избори или на попис. Тако да више не су ни толку страшни. И све помалку луѓе ги страх од смрт. Иако некои од нас многу сакав да бидев живи вечно. Да, посебно ако су богати и неженети. За тие такви ја имам еден savjet. Овакој, кој има желju да живи вечно, нека се ожени. Тој ќе му го убие желju сигурно. 100%. И после тој више ништо не е страшно. Едино не идите на гробиште. Тамо никако. Немој тамо едино да идете, зашто може да се уплашите, зашто тамо никад нема бре жива душа. Ја начнавме темата во првиот дел за тренерската кариера. Ти си и професор на факултетот. Што е потребно и што е поважно можеби за младите кај нас што сакаат да се занимаваат со фудбал, пракса или теорија повеќе, и како да направиме, што методи треба да примениме за да добиеме што поквалитетни фудбалери? Па добро, најважни се две работи по мене. Ако сакаме да создадеме млади играчи, а тоа е да имаме добри услови, добри терени и да имаме квалитетен стручен кадар, добри тренери. Тоа се некои два предуслови кои што без тие или еден без друг не идат. Можеме да имаме добар стручен кадар и добри тренери, а и има у Македонија, меѓутоа ако немаш услови, тешко е тоа на некоја нива да ги тренираш децата и од тие деца утре да ги обучиш основна фудбалска техника и така натаму, ако знаеме дека златен период е негде од 6 годишна до 12 годишна возраст за да научат до совршенство фудбалската техника, ако немаш добар терен, тешко е тоа. И обратно, може да имаш добри услови, меѓутоа ако немаш стручен кадар кој што нема може тоа да го реализира, е тешко. Значи тие две работи се најважни. Фудбалот, ние кај нас на факултетот се шегуваме со останатите професори дека во спортот има фудбал и останати спортови, да, се лутат на нас. Меѓутоа фудбалот е мега популарен и нема потреба за стално има дополнителни маркетинг кампањи, меѓутоа нема дете кое што не сака да игра фудбал. Сите запишуваат први на фудбал, па после можеби идат на некои други спортови. Кај нас во последниве години мрдна, можем да кажем, работата. Се направија доста терени и оние со вештачка трева, кои што за нас е супер, пошто ние имаме 4 годишни времиња, а на тие малку треба за одржување. Меѓутоа, уште треба да се вложува пред се во инфраструктурата. Иначе ние исто работиме заедно со професорот Небојша Марковски, професорот Војца Живковиќ и уште неколку тамо колеги во Центарот за едукација при Фудбалската федерација на Македонија, каде што сите оние кои што сакаат да се занимаваат со фудбалската струка мораат да се запишат и да земат почиња од најниска лиценца, тоа е С, Б, А и Про лиценца. Пошто цело време си у спорт, фудбал, тренер, играч. Алкохол, како стоиме? Дали конзумирам алкохол? Да. Не, додека игра фудбал, воопшто не конзумирав. Нит алкохол, ни цигари, денес не пушам. А алкохол, знам така, ретко во добро друштво да се напиеме една чашка. Исто ја. Ја кај ти го погледну чашу од ракију, слушам два гласа. Еден глас ми вика, испи го бе. Оној друг глас ми вика, бе, ти гулувли си. Испи го ракију. Алкохол, ракија посебно е штетна, нели смо кажали? Да, кажале сме. Кој е пример за штетност на ракија? Не знам, да кажеш ти? Имате ли ракија? Не. Штетно. Тоа е штетност на ракија.
Сега ме подсети на еден исто интересен виц поврзан со ракија. Ајде, од мене не. Двајца пијаници се сретнале и едниот му кажа на другиот: "Абе добро, имаш ли пиено некад во животот лоша ракија?" "Имам." "И каква беше?" "Добра." Па добро, нормално. Точно ли е тоа дека фудбалерите или оние врвни спортисти и кошаркарите сум слушал дека тренерите, менаџерите ги тераат да се женат млади, веројатно за да не прават глупости, да се приберат дома, да водат спортски живот, Да. да не лудуваат по дискотеки, точно е Да, тоа? да, има вистина во тоа, затоа што доколку и не мора да се жени, меѓутоа доколку имаат некоја постојана партнерка, тоа е Помирни се. Тоа е некој, можем да кажам, услов дека би седел дома, дека нема толку да шета, да излага, и препораките такви се од менаџерите. Значи, ако можеш, пример, кога се прави трансфер или така, на некој сериозен играч, препораките од менаџерите си или тренерот кој ќе биде тамо, да има некоја жена или партнерка да има со неа, за да има мир, да не биде секоја вечер да му биде памета само на излегување. И на кафан. Затоа што да, знаете дека сега у овој фудбал нарочито многу е важно да се живее спортски, а младиве играчи, и ако си уште у некоја метропола, некој голем град, тоа е голем предизвик за нив. Ти на колку сожен? И ја на 29. Не си послушал ти. Не си слушаја трења, А ти да? на колку? Ја, на 24, јас сум бил фудбалер, знаеш што. Млада се женуве. Па дојањамо до тој. Да. Не е разбираш, ли бе. тоа гаранција, ама добро, има такви работи. Мене баба ми беше менаџер. Како? Она ме тераше да се жену рано. Она што спомне свадбу, јас спомну сахрану и шахмат прекинемо го морбе. Да. Што недостасува кај македонските фудбалски клубови? Сега, што? Веројатно нешто недостасува, бидејќи нема на овие силни надпревари од европските купови. Дали имаме добра методика на работење, дали е исправно тоа што имаме се повеќе приватни клубови, приватни школи за фудбал, рекла од мали нозе. Порано се сеќавам дека се тренираше само во големите фудбалски клубови. Сега има се повеќе мали, приватни фудбалски школи. Дали тоа носи резултат, дали е добро или не? Па, знаете, сега во овој период многу е тешко да се разговара за професионален фудбал или за прволигашки, пример, клубови кај нас, да се нема финансиски средства за такво нешто. Може би на времето можело да се игра фудбал без пари, меѓутоа денеска, ако немаш сериозни финансиски средства, многу е тешко и да обстанеш во прва лига. Она што мене лично ми смета и што би сакал во најбрз можен рок да се промени, а тоа се па ќе кажам условите. Значи да можам вас утре да ве поканам, еве да бидете гости на некој прволигашки натпревар, да се игра на убав стадион, убава тревната површина, да има рефлектори. Значи еве сега ќе почне првенство околу 5, 6, 7 август, обично почиња нова надпреварувачка сезона. Ние сме единствените во Европа што играме во 5:30 часот надпревари на плюс 40 степени. Нема рефлектори? Нема. Мислам, 2-3 стадиона дали имаат рефлектори, и тоа сега како и се поскапе сега струјава, никој не се ни осудува да игра ноќни надпревари. За жал, ако погледнеме од Македонија нагоре, почнувајќи Србија, Хрватска, да не зборам више за Европа натаму, нема ни една држава која што нема потребни, која што нема услови. Сите имаат одлични терени, сите имаат рефлектори, се играат ноќни такмици и самиот фудбал ќе биде поубав и поквалитетен. Прво, тоа да се направи, второ, приватни се сегде више клубовите, секаде. Кај нас е малце проблем начинот на финансирање, ние сме мала држава, најголемите финансии во фудбалот, зборам во светот и во Европа, клубовите ги добиваат од ТВ права. Значи, после доаѓаат спонзорски договори, претплатни билети и така натаму. Еве да земеме пример за било кој клуб кај нас,
од ТВ права клубовите ништо, нешто минимално. Сега неќем да спомнувам Так. ни цифри, а ќе ви кажам само за споредба, за фудбалското првенство во Хрватска, спорт клуб и арена спорт се надава помеѓу 160 и 180 милиони евра, кој ќе го земе за да го пренесува. Хрватското првенство? Хрватското првенство. Што не е многу далеко од 160 и нас. 180 милиони евра. Значи тие се пари кои што после тоа се распоредуваат во клубовите. Во зависност, пример, Динамо Загреб, ако е прв, зима најмногу, па после има скалесто надоле, меѓутоа сите зимаат сериозни пари. Кај нас е, знаете и сами, ваучер системот, каде што државата нешто помага, спонзорски договори, ако си ми ти пријател, не знам, у македонски телекомуникации или не знам, алкоолоид. И во се е така би рекол, не да, само и во тешко. фудбалот. Предплатни билети нема, од маркетинг многу тешко, така да навистина не е лесно. Клубовите кои што ќе излезат во Европа имаат некој финансиски бенефит и некој ако продае некој играч, што и па ќе кажам, како што кажа и ти самиот, од осамостојување на Македонија до сега, само еднаш се имаме квалификувано сега на Европското сениорско првенство и еднаш фудбалскиот клуб Вардар успеа да влезе во групната фаза на Лига Европа. Нешто се мрднува кон подобро, меѓутоа многу споро иде. Сега, во овие модерни времења, се повеќе гледам родители кои како да ги форсираат премногу своите деца. Ќе покажат малку талент за некој спорт и веднаш тие се звезди, веднаш се најдобри. Што би им порачал на децата по кој пат да тргнат за да бидат добри фудбалери? Можеби ако се талентирани секако. Па видете, убаво прашање е ова, ја првим би им порачал да се занимаваат со спорт. Еве нека нормално, јас би го предложил фудбалот затоа што први не игра, спортска игра во која што учествуваат нели повеќе деца, први ќе се социализираат, второ преку фудбалот ќе добијат и некои здрави навики, моториката ќе им се подобри. Знаете, порано ние кога сме растеле, не само фудбал, мал милиони игри сме играле надвор. Сега проблемот беше тогаш родителите да не вратат дома, сега е проблемот да ги извадиме децата надвор. Така. Да, најголем. Многу интересно кога ќе ме праша некој дали е проблем, пример, ова најмала возрастна категорија на деца од 6, 7, 8 години деца, два пати неделно сега тренираат и играат една утакмица преку викендот. Кога ќе ме праша некој од помладиве тренери, дали е проблем да им дадам 3 или 4 тренинга во текот на неделата. Ја им викам, праши го татко ти, значи 7 месеци годината, по колку часа на ден бил надвор играл, дали играл фудбал, кошалка, ракомет или играл, не знам, од овие некои друштвени игри кои што беа жмурки, школки и така натаму. Значи од сабајле до вечер не се прибирал. Ни знам дека на некој му се слошило, ни дека умрел. Значи децата не е никаков проблем да тренираат и 5 и 6 пати неделно, нормално да биде тој тренинг контролиран, него друг е проблемот. Родителите сакаат да ги носат и на јазик, сакаат да ги носат и на музика, сакаат и математика дополнително и нема време за све тоа. И све сака да се добри. Да, Најдобри. Све да се добри. Најдобри сака да се меѓутоа, јас вака викам, ниеден доктор, ниеден инженер, ниеден, не знам, програмер не може да функционира ако не е здрав. Сега најголемите проекти на не само на Европска унија, на сите се против нели дигитализација и така натаму, интернет, се појавија многу модерни сега болести, сите тие проблеми се решаваат преку спорт. Дали е фудбал, дали е кошарка, дали е ракомет. Конкретно за фудбалот би кажал сите оние деца кои што имаат желба да тренираат фудбал, родителите да не се мешаат од секое дете што тренира фудбал не може Меси и Роналдо да биде и да не очекуваат родителите некои неостварени собствени амбиции да ги остварат преку децата и да ги гледаат децата дека преку нив ќе заработат пари. Треба првенствено и јас имам деца и моите деца спортуваат. Битно е да бидат во добри раце, значи да бидат тренери кои што се стручни, кои што се едуцирани, а понатаму развојниот пат ќе си покаже сами по себе. Па кажав,
Не треба да имаат децата никаков притисок, меѓутоа со тек на времето ќе се изфилтрира тие што талентот Ќе се покаже. треба да се усмери, не е доволно нели само талент. Работа сега. Работа треба и мислам дека секој дете кое што ќе вложи максимален труд, ќе биде истраен, фудбалот не е лесна работа, ќе издржи, ќе си го најде своето место во фудбалскиот свет. Ти благодарам за гостувањето, ти посакувам успешна тренерска кариера пред себе, дека си предодренен на тоа и секако добри денови на факултетот. Што поталентирани ученици кај тебе, студенти и што поталентирани дечиња и успешни спортисти, посебно успешни фудбалери во Македонија. Ви благодарам и на вас на поканата и во моментов недостасуваат по мене повеќе вакви хумористични емисии кои што идат во живо, а вие знаете на многу убав начин да ги споите спортот и хуморот, музиката и хуморот. Ви честитам и ви посакувам да продолжите со успешни емисии уште многу години. И пред да го одјавиме овој дел, да не ги заборавам подароците, често ги заборавам, од нашите пријатели и спонсори, од Арис де Грас, некои средства кои ќе ти помогнат можеби да зачистиш на катедра таму. Фала, ви благодарам. Тоа се од Арис де Грас, имам и од Бучен Козјак, ова е за спортски настроени типови. Овака навистина се добри, здрави, препорачливи за исхрана за сите генерации. Бучен Козјак, исто така наши пријатели и бидејќи ти доаѓаш на кај Куманово често, ми рече дека имаш и пријатели во нашиот град. Имаме еден подарок од етно ресторан, етно село Тимчевски, вечера и ноќевање за двајца. Кога ќе бидеш тука, па ако рече дека некогаш чашка две не се на одмет, па ако не сакаш да возиш назад, тогаш можеш да ги посетиш и да одмориш супер комплексово, да си помениш. Повели, ти благодарам уште еднаш што беше наш гостин и ти посакувам се најдобро. Фала ви, благодарам и на вас. Ајде, Живели. Ајде, бе, ајде. Ајде, Живели. Ајде, што си толку скиснаја? Што те мучи се? Кој? Нешто. Добро да кој? Зет? Кој? Што, зе? Па он, нели кад го зема керко ми пред едну годину, потражи 1000 евра на заем. И потражи ми едни кола на заем. Да ги повози малку, да купи негови. Да дем. Добро да што, нели ти врати? Како смее да не врати, бе? Врати. Што ти врати? Керко ми го врати. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор Минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, Сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели, детергенти Арис, Тетра Мебел. Запознајте го Алфи, хумано ангажиран, со цените реален, во понудата интересен, благороден за секое домаќинство, за комотен избор на сите производи, GPS име љубезноста и нека ве води, значи и изглед и карактер. Мило ни е што се запознавме. Алфи Техноцентар во Куманово и Скопје. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко ја газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде?
Било откуде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било откуде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струили да те утепа. Од кабел кој ќе земеш. Од... Ај, мајстор. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутра, еј! Во давнешни времења на овие денови се случувале понекогаш и чуда. Го знаеме тоа ние мажите посебно, па еден од нас седејќи со жената слушал на радио некоја религиозна емисија при која водителот упатувал на тоа дека чуда се можни, па и тешки болести се лечат само ако верувате. Верата може да излекува секаква болест. Само испружете едната рака кон небото, а другата ставете ја на некое болно место, рекол водителот. Мажот така размислил малку, па зел ја испружил едната рака кон небото, а другата ја ставил меѓу нозе. Не видело ти го гледа жената и му вели: ајде бе, не се глупирај, човекот рече може да излекува болест, а не да оживее мртовец. Да простите, ама тоа ни беше обврска и должност да се обидеме да ве одржиме весели и денеска. Ако успеавме барем делумно, бидете со нас и следниот викенд кога доаѓаме пак заедно со минералната вода Визијана, зубава и свежа мисла, како и илјадници производи од Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи од Бучен Козјак, детергенти од Арис и удобни лежеи од Тетра Мебел. До тогаш среќни празници, се гледаме, чао. Сака ја га забрави натам како беше. Ако ти е, мора да се врати. А другата ја ставил меѓу нозе. Чекај. Извини да прашам, ви доктор Зашто? Откуд знам зашто не спие? Нешто не спие, врти се натамнал. Да не беше непријател, никад не спал. Да не беше така е.